Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. На 7 јули е празникот Иван ден, почитувани слушатели, или Свети Јован Претеча, а на 12 и 13 јули Свети Петар и Павле, кога се одржува и галичката свадба во Галичник. Нека е напомош. И во вечерашнава наша емисија ќе дадеме прилог за овие празници, а исто така ќе дадем мој коментар на неделата, кој ќе биде пропратен околу прогонството на македонците и македонските деца од егејскиот дел на Македонија, почнувајќи со војната, така наречена војна, граѓанска, од 1946 до 1948 година. Доколку пак ми дозволи вечерашниот наш термин, ќе се осврнеме на наши херои кои загина за слобода на Македонија, а воедно и ќе се потрудиме да дадеме и кратки вести од Македонија. Ви посакувам пријатно попладне. А сега да одиме со прилогот за празникот Иван ден, а потоа за празникот Петров ден и Павлов ден. Иван ден е еден од големите христијански празници од летниот циклус, каде се слави раѓањето на Свети Јован Претеча и Крстител Господов. Во македонската народна традиција овој празник е поврзан со летниот сонцестој, односно со периодот на долгодневицата. Овој празник во годишниот круг празници е симетричен на Божик, денот поврзан со зимскиот сонцестој, односно со периодот на краткодневицата. Овие два празника ги поврзуваат и повеќе обичаи и верувања поврзани пред се со сонцето. Во таа насока се и обичаите и верувањата поврзани со огновите. Ритуалите со билките исто така представуваат еден од најважните елементи поврзани со Иван ден, а тие пак исто така се остаток од старите словенски верувања, односно македонски верувања. Со Иван ден се поврзани многу обичаи и верувања, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањата во нивната магиска моќ. Верувањето пак дека тој ден играло сонцето или дека се превртувало 3 пати е поврзано со тоа што Иван ден се паѓа во најтоплиот период од годината. 6 месеци пред своето јавување на Пресвета Дева Марија во Назарет, великиот арангел Божи Гаврил му се јавил на првосвештеникот Захари во Ерусалимскиот храм. Пред да го објави чудесното зачнување на безмажената девица, арангелот го објави чудесното зачнување на една бездедна старица. Захарија не поверувал веднаш во зборовите на Божиот известил и затоа јазикот му се врзал со немост, па останал нем се до 8-миот ден по раѓањето на Јован. Тој ден се собрале роднините на Захарија и Елисавета за обрезение на младенецот, за да му биде дадено име. Па кога го прашале таткото кое име би сакал да му го даде на синот, тој бидејќи нем напишал на табличката Јован. Јазикот му се одврзал во тој час и тој почнал да говори. Домот Захариев бил на височината меѓу Витлеем и Хеврон. Гласот дека на Захарија му се јавил ангелот Божи, дека онемел, а потоа му се одврзал јазикот што го напишал името Јован, се разнесол по сиот Израел.
Овој глас стигнал и до Ирод. Затоа Ирод, кога испратил да се заколат децата во Витлеем, пратил луѓе и во ридското престојувалиште на семејството Захариево, за да го убијат и Јован. Но Елисавета благовремено го сокрила детето. Разјарен од ова, царот Ирод испратил джелати кај Захарија во храмот да го убијат. Захари и бил убиен меѓу притворот и храмот, а неговата крв се засирила и се скаменила на плочите и останала како неизбришливо сведоштво против Ирод. Елисавета со детето се сокрила во една пештера, во која што набрзо таа умрела. Младенецот Јован останал сам во пустина, препуштен на грижа на Бога и неговите ангели. Најпознат обичај на Пресвета Богородица е Иванден, на Иванден е тајане. Тоа представува македонски календарски обичај поврзан со празникот раѓање на Свети Јован Крстител, Иванден 7 јули, према Грегоријанскиот календар, иначе 24 јуни према јулијанскиот календар. Најдолго се задржал во Прилепско, Битолско и Крушевско. Од обичаите што се изведуваат на овој ден, попечатливи се оние поврзани со растението папрат. Имено вечерта спроти празникот се бара папрат, а тоа пак е поврзано со верувањето во неговата перојска моќ. Папратот се става на постелата и во него се спие за здравје, а рано наутро на самиот ден Иванден се плетат венци што се стават во бавчите за да ги чуваат од разни болести и временски непогоди. Да одиме со празникот Петров ден, односно Павлов ден. Петров ден православен празник што се одбележува секоја година на 12 јули, а 13 јули Свети Павле. Празникот е посветен на апостол Петар на 12 јули, а на 13 на Свети Павле и се смета Петров ден за еден од најголемите празници по Великден. Петров ден повеќе се смета за црковен празник, постарите луѓе одат во црква и кај кој постел на Петровденскиот пост се причестува. На овој ден може да се работи, зашто е време на најголемата жетва, а според верувањето, дури и светецот Свети Петар, тој ден земал срп и жнеел. Некој го држал празникот само до пладне, а попладне работел. Во Галичник Петров ден се сметал за голем празник, тогаш иделе печалбарите и тогаш се правеле и свадбите. Останало забележано дека некогаш во еден ден имало 50 свадби, а удирањето на тапаните се слушало дури и во денешна Албанија, односно во делот на Македонија. Интересни обичаи и верувања поврзани со Петров ден се забележани во Куманово. Тој ден рано наутро уште пред сонце оделе во бавчите и нивите, особено оние со бостани од сите 4 страни фрлале ситни камчиња. На тој начин, според верувањето засновано на принципот на имитативната магија, се влијае врз бостанот многу да врзува и брзо да расте. Исто така бостанот, но и другите култури се прскале со вода од извор за да растат силно како водата што извира. Во овие петровденски верувања интересно е и фрлањето измет од стоката врз бавчите и нивите со земјоделски култури. Изметот земен од местото каде што стоката пладнувала или од пазарот се верува ќе влијае врз родот да биде густи и обилен како што била стоката на тоа место. Во сиве овие верувања, како што може да се види, присутна е и имитативната магија, верувањето дека слично предизвикува слично. Ете тоа беа прилозите за празниците Иванден, односно Свети Јован Претеча, Свети Петар и Свети Павле. Сите оние кои го носат тоа име, нека им е честито и вечно, а оние кои слават, нека им е честита славата. Na Petrov den koga sonce
Организацијата Обединети македонци ве известува дека од 13 до 17, од 20 до 24 и од 27 до 31 јули организира летен камп за деца од 6 до 16 годишна возраст. За упис јавете се на телефон 416-823-6520. Но немојте да го пропуштите еден од најзначајните македонски празници Илинден. Сабота на 1 август со почеток од 11 часот предпладне ќе се положува венец во чест на паднатите борци за слобода на Македонија во дворот на црквата Свети Климент Охридски. В недела на 2 август по 68 пат организацијата Обединети македонци ве поканува на Илинденскиот пикник во Илинденскиот парк. Прославата отпочнува со богослужба во манастирот Свети Илија од 10 часот утрото во самиот парк, каде таму ќе се избира и манастирски кум за следната година, а свечената прослава ќе отпочне од 2 часот попладне со свечени говори и општо народна веселба. Добро дојдени сте сите. За вашите семејни слави, крштевки, родендени или било какви манифестации на располагање ви стоја трите модерно премени сали на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Телефонот е 416-421-7451. Исто така и со удобна сала располага и црквата Света Недела од Ејджекс за помали веселби како крштевки, родендени, помали свадби и така натаму. Идната недела ќе дадеме околу фестивалот што ќе биде по повод патрониот ден на самата црква Света Недела. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов, кој ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис, сака да се заблагодари на сите присутни кои беа по повод патрониот ден на на самата црква Свети Наум Охридски. Телефонот е 905-387-0111. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. А сега да одиме со рубриката Жена, мајка и дом, и во вечерашна наша емисија ќе ве запознаеме со листот од виновата лоза, која помага против реума, депресија, даерија или пролив, ја подобрува циркулацијата, женски болести, менструални, потоа чиреви, но и против рак. Па да отпочнеме. Освен свежото грозје, сувото грозје и виното, лековити се и листовите од винова лоза кои се богати со витамини и минерали. Затоа тие се дел од многу јадења, меѓу кои вкусните сармички од лозов лист. Листовите од виновата лоза се богати со витамин С, Е, А, К и Б6, како и со ниацин, железо, влакна, потоа фолна киселина, калциум, магнезиум, бакар и манган. Се користи како противвоспалително средство за подобра циркулација. Листовите од лозата имат благо антифламаторно дејство. Хроничното воспаление е причина за многу сериозни болести, срцеви заболувања, многу видови на рак, а исто така и за Алцхаймеровата болест, артритис и болести на дигестивниот систем, како што е кроновата болест. Начинот на живот и генетика придонесуваат за развој на хронично воспаление, а исхраната богата со ова храна е најдобра стратегија за намалување на долгорочните ризици од болести.
Лозовите листови се едни од природните лекови за вените што може да ви олеснат болката. Тие се особено важни за лекување на проблемите со слаба циркулација во нозете, што е токму главниот проблем кај луѓето со проширени вени. Го намалуваат воспалението во вените, потоа ја стабилизираат обвивката на капиларите и влијаат на санирање на овие проблеми, со што се намалува отокот на зглобовите. Како се нанесуваат, се стават облогите? Намачкајте малку вазелин на чистите нозе и ставете лозов лист на местата каде што имате проблеми. Потоа ставете пластична фолија над листот. Оставете го да делува 20 до 30 минути. На крајот исплакнете се со ладна вода и нанесете крем за вени. Облозите од листови од винова лоза се нанесуваат еднаш или два пати неделно. Доброто кај нив е што веднаш го намалуваат отокот и го смируваат пецкањето и болката. Чај од лозов лист. Чајот од лозов лист се користи и како лек за ревматизам, гастритис и повраќање. Подготовка на чај. 2 децилитри вода, 1 лажица сушени лозови лисја, се вари и се остава да остои 10 до 15 минути, се пие 3 пати на ден, 3 недели. Доколку сакате да ги исушите лозовите листа, тоа се прави на традиционален и достоен вообичен начин. Кога ќе ги соберете листовите, распостелете ги врз крпа или хартија во просторија која е добро проветрена и не на директна сончева светлина. Не дозволувајте листовите да се допрат едни со други. Листовите мора да се исушат за подоцна да не му влосаат. Времето на сушење е индивидуално и зависи од условите и температурата. Може да трае од неколку дена до 2 недели. Сувите листови се чуваат во хартиени кеси на ладно и темно место. Ете, тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом. Заборави други очи, други нежни насмевки. Заборави ме натера да ги фрлам сите слики неизини, да расчистам со да ги барам цели ноги твоите чекори, да копнеам со денови во коси да ти спијам, без престан да те љубам, од твојот нежен допир да излудам. Коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба и се да изгубам. Дозволи ми да ти пеам стари песни љубовни. Дозволи ми да раскажам дека сум те чувал ноќе прегратки, да излажам, што со нам барем еднаш да се оствари, да треперам со денови во коси да ти спијам, без престан да те
си да ти спијам, без престан да те љубам, од твојот нежен допир да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да А сега да одиме со мојот овој пат мал коментар, поврзан со дел од поезијата на писателот Бошко Смајќевски, представувајќи се со неговата монодрама посветена на македонците од егејскиот дел на Македонија, а покровител на оваа емисија е нашиот сонародник Грек Цанев од село Арменоро Леринско. Минатата недела се одбележа 78 годишнината од прогонството на децата бегалци, односно прогонството на македонците во измислено наречената така наречена граѓанска војна во Грција, иако таа војна се одвиваше само во егејскиот дел на Македонија, кога Америка со мајката Англија ги избркаа буквално македонците од тој дел на Македонија од нивните родни огништа за да населат туѓинци. Млади дечиња од 2 до 14 годишна возраст ги одделија, протерувајќи ги за секогаш за да бидат раселени по светот од нивните родители, односно од нивните мајки по источноевропските земји, одделени од своите мајки, татковци, браќа и сестри и невидени со години, а некои никогаш после тоа. Токму тогаш, почнувајќи од 1946 година, Англија со Америка ги нападнаа невините македонци во егејскиот дел на Македонија, кои ништо лошо не направија за да така овие им се одмаздуваат, освен што некои замина борци партизани. Замина за одбрана на својата земја, за одбрана на својот македонски народ, за слобода на Македонија. И како што знаете, ова беше првиот експеримент за уништување на древните, на старите нации, за да една година по протерувањето на децата бегалци, односно протераните деца, како што ги нарекоа тие бегалци, поточно во 1949 година, токму таму се роди во егејскиот дел на Македонија окупаторското НАТО, за да потоа, како и до ден денешен, уништуваат стари нации како Иран, Ирак, Сирија и така натаму. Со други зборови, откако ја заврши Англија со Америка својата, би рекла, успешна стратегија која имаше, како што реков, во 1949 година се формира НАТО. Во нивна чест пак на децата протерани од егејскиот дел на Македонија и на сите оние кои се борија за слободата, во 1988 година во паркот Жена Борец во Скопје се постави споменик што со промената на името од монструмот и гробар на македонството, муртинското чудовиште Зоран Заев, во 2017 година, односно 2018 година, се отпочна со кршење, со вандализам на споменици историски, а меѓу тие уништени споменици е и споменикот на протераните деца од егејскиот дел на Македонија, од ненародни луѓе дивјаци, од би рекла луѓе ѓаволи, што за жал се уште не се спомениците под заштита на државата. Што сакат тие нерамни мајковци со тоа да покажат дека ќе го заборавиме минатото и ајде, одиме кон нивната. Не може така. Како може да се заборави таа голгота, тоа злостварство врз македонците? Како можат да се заборават хероите кои ги дадоа своите животи за слободно да живееме, за слобода на Македонија, како што ваков вандализам е направено и во алејата на паднатите борци во Прилеп, па и на други места? Таквите идиоти не треба да бидат во Македонија. Веднаш треба да се осудат и да се струпат затвор или за секогаш да се избркат од Македонија, без разлика дали се родени во таа Македонија или не. Никогаш да не смеат да влезат во Македонија, зашто такви како нив начело со муртинецот Зоран Заев страда Македонија. Како што секоја трева има и куколь, односно штетна трева, така и во секоја нација се раѓаат шпиуни, кодоши, предавници, злосторници. Но сепак, ние македонците сме честни луѓе, праведни, добродушни, мирољубиви. Ако знаеме дека во неплодна земја или во пустина не може да се роди никаков плод,
Но затоа пак Македонија е таа што раѓа и ајдуци, комити, партизани. Македонија е земја на кралеви и цареви. И додека другите народи се гордеат и фалат со војсководители, ние македонците се фалиме со душоводители, а крстот ни е главното и најсилното оружје. Но исто така не можеме ние македонците да мислиме дека татковината секојаш се освојува однадвор. Не може само еднаш, а затоа пак се освојува само однатре многу пати. Ќе отпочнам, почитувани слушатели, со дел од поезијата, како што реков, на писателот Бошко Смајќовски, а овој пат ќе биде посветена за самиот Исидор Солунски, кој всушност си ги бара своите деца во самата монодрама. Тешко ми е, татковино. Навистина ми е тешко. Секоја ноќ те сонувам на белата кула во Солун, загледана во белото море, како ги чекаш твоите големи синови Филип и Александар да те избават од овој голем срам што изроди македонски ти го сменија името. Секоја ноќ те сонувам и велам: деј гиди мори моја Македонио, некогашна мори славна империо, распослана од Пела па се до Персија и Индија. Дениска, падната на колена, да ги молиш оние кои ги описмени и ми ја отвори устата за да може да зборуваат, а не како порано дотогаш со мимики и ишарети. Од дивјаци направи луѓе што за нас се не луѓе. Да ги молиш нив на кои им ги отворивме очите за да се описменат. Што ги научи дека рибата се јаде, дрвото се калеми и дека човекот се раѓа за да се љуби. Зарем дојде нив да ги молиме што името и земјата ни ја распна? Тешко ми е, татковино. Многу тешко ми е. Сега јас, Исидор Солунски, одам да ги барам моите деца што сега една испоганета сурја расправа за еднината, за европското единство или неединство, за човековите права и слободи и за македонското прашање. Кои права, кое единство, кое македонско прашање кога се лага и до кога не изврзаа со жици и со синџири, приграбувајќи други држави и уништувајќи стари нации. Изнемуштен сум веќе, сам без моите деца, кои се расфрлени по светот, а жената моја Малина насо ми се јави за да ги најдам Колета, Ташета и Евдокија. А Малина умре млада, кога и ги отрна децата од неја. Падна во дворот и никогаш не стана, не се разбуди. Се сетив, коле имаше сини очиња, коса коштрава и почнуваше да зборува. Таше само гугаше, а Евдокија само имаше 1 година. Тие се во 3 земји: Романија, Полска и Русија. Тргнав да ги барам, зашто Малина на сонот ме заколна, како знам да ги најдам. Јас сум Малина. Како можам да бидам земја? Ни ти, Сидоре, тука, ни Коле, ни Таше, ни Евдокија. Кога ме закопаа, барав пат за да го најдам, да ги најдам нив. Заминав кон Драмско, за да побарам една другарка, за да не одам сама по светот. Не ја најдов и сама продолжив да скитам подземја, да прашам која беше ова земја, кај се наоѓам јас. Македонија, наша е, ми велат едни гласови. Подземја е целата заедно, не е преградена со жици, затоа ти изгледа толку голема и туѓа.
колку убава била татковината наша. Горе исечена, дробинки направена. Не се знае ни кој јаде, ни кој пие. Ами, нели јас имам деца? Не ми беа децата за раздавање. Амори не се само твоите деца, ми велат некои жени што ги сретнав по патот под земја. Нашите кои ќе ни ги врати. Кај ми е Исидор, им велам. Со него ќе ги бараме. Која беше некоја пак ми рече, кога ќе пораснеле големи, ќе ни ги врателе за да ги знаат, за да знаат самите и в лице да ни плукнат што сме им направиле. Им велам, сакам да го најдам Исидора и да им кажам и нему и на сите дека крстот и името ми го откорна од гробот. Исидоре, немам ни крст, ни име, ни деца, нити тебе можам да те видам. Дојди и истори еден грст вода, кај што гнијат костите, и речи му на колета кога ќе го најдеш, да не ми оди помесечи на срце мајкино. Одведи го да го кадросаат. И кажи му на ташета, нека не пие вода на гладно срце, оти од јетра ми е болен. И нека се варди Евдокија, Богородица да ја доврди. Нека го најде мојот дулбен и моето гушаре и нека ги носи. Исидоре, каде си? Каде се децата? Заврти се и кажувај ми за децата, зошто ги даде? О, моја малино, како да го слушам твојот лелек, доаѓам кај твојот гроб. Ако од се не искорна, борим од земјата не може да не искорнат. Ќе се претвориме во плодна почва, ќе си раѓаме босилок и здравец, зашто деца повеќе не можеме да раѓаме. Уште деца да можеа да се да излегуваат од гробовите, убаво ќе беше. Јас сум Коле, умре во Тулгеш, Романија. Немаше кој да ми направи сандак. Пред да умрам, ги барав крововите на нашата куќа во Загоричани и не можев да најдам ни кровови, ни куќа. Другиот ден барав мајка, татко. После ме мачка некои жени со ракија. Ми велеа нешто, а јас навистина не ги разбирав. Ми се запали главата и очите, им велам, гаснете ме, мори сестри, угаснете ме, Господ здравје да ви даде. Јас сум Таше, дојдовме во Струга, во една жолта куќа, а таа ти била дом за сирачина од Егиска Македонија и до него течи реката Дрим. Ги прашав едни деца, зошто се вика реката Дрим, а тие не знаеа да ми одговорат. Потоа сакав да ја испијам целата река Дрим. Ме разбираш? Сакав целата река да ја испијам на гладно срце. Ме слушаш? Не ја знаеш таа река и не ја знаеш Струга. Не заборавив како ми велеше, кога ќе пораснеш, ќе учиш за артистка Евдокија. Ко Марија Црнодримска ќе бидеш, така ми велеше мајка ми. Која беше таа Марија? Зошто ме заборави тате? Сега имам друг татко и друга мајка. Живееме во еден град, Врослав во Полска. Јас ништо не им кажувам, оти се за вас чувам. Ке ве чекам тебе, мама и моите братчиња Коле и Таше. Кој те одведе овде, моја убавице, како Марија Црнодримска ќе бидеш.
Еве доаѓам и јас, татко ти Исидор. Еве доаѓам од корнати, раселени, разделени ангели мои. Како ќе се препознаете? Кого ќе прашате и кој ќе ви каже кои сте и од каде сте? Сега, духу мој, што да правам јас Исидор? Ни джигер имам, ни срце имам, нити пак деца имам. Ни татковина имам, но и име немам. Ни тебе те имам, ништо немам. Оди, духу мој, од куќа на куќа, од село на село, од град на град, од држава на држава, од континент на континент, од планета на планета, од звезда на звезда и речи им вака: зидовите на срамот веќе се урнати во некои делови на Европа. Еден ден тие зидови ќе бидат урнати во нашата распарчена земја. Ќе биде тоа ден кога ќе бидате колнети од името на непризнатите народи што сте ги делеле на берлинските конгреси, во капилиштето на смрдеата Сан Стефана, на Версајските и Букурешките договори. Ќе биде тоа ден кога македонскиот дух ќе ги урне сите зидови на срамот помеѓу Вардар, Пирин, Еге и Мала Преспа, зашто со илјадници години пламти во нас славата на Филип и Александар. Со илјадници години немаме намера да се предаваме, зашто Македонија е постара и од горосветот и од ножот. Со илјадници години немаме намера да се предадеме оти во една наша црква, откопан е зборот Востание. Ќе ги скинеме сите бели знамиња кои се символи на предавството. Ќе воскреснеме Македонија, таа древна и света земја како најголем и најсветол цивилизацијски промотеј. Со илјадници години немаме намера да се предаваме, ќе ги преораме гробиштата на идеалите и со коските на нашите мртви војводи ќе се претвориме во зурли тапани, во нашето најсилно оружје и со голи меса ќе ги скинеме жиците од границите, ќе обединиме и ќе извикаме: жива е Македонија! Ете, мои македонци, зар може да се заборави минатото? Зар може да се заборават сите злословства што ги прават врз нас македонците и се уште ги прават за да не снема од ова планета? А не се свесни дека само Македонија ќе постои само со Македонија, оваа планета Земја. Инаку, како што велат старите, каде сите турци, таму и јасан ќе биде без Македонија и планетата ќе ја снема. Но ние не би страдале толку однадвор ако немавме издајници, идиоти, злосторници на македонството, како што е случајов со вандалството врз споменикот на децата бегалци од Егијска Македонија. Затоа ние, што од срце си ја сакаме татковината, а сме во најголем број, дајте дружно, сите заедно и сложно да бидеме вистинскиот браник на Македонија, на македонскиот народ, зашто македонскиот народ има две татковини, во небесната е пред Бога, а во земната е со Бога. Па нека ни е вечна Македонија со целиот македонски народ. Во продолжение одлучив да се представам со мојата песна Дете бегалче, која ја напишав уште во 1988 година, посветена токму на децата протерани од егејскиот дел на Македонија. Те напуштив, а не знаев зошто. Паткав по другите и се изморив. Те барав тебе, мајко, да ме кренеш, да ме затоплиш. Плачев, а ти како да не ме слушаше, зашто друг товар носеше. Мал бев и не знаев ништо. Ламји лета над нас да не голтнат, а јас чекав мислејќи дошт ќе не врне. Чинам ко вчера да беше. Грозен сон кој никогаш нема да заврши. Се плашев, но кога се разбудив тебе, мајко, те немаше. Плачев за тебе, мила моја мајчице, но попусто, место тебе друга мајка дојде. И велев, мајко, мислејќи на тебе.
Минува денови, месеци и години, но мислата за тебе никако не гинеше. Копнев за твојот бакнеш, за преградка твоја, за твојот нежен и мил збор што излегуваше од благите устни твои да ми речеш: сине, сине мој. Се стори во фиден дрво и почнав да копам дупки од младоста моја, од татко ми, од дедовците мои. Зарем толку сум погрешил, о Господи Боже, ти знаеш да јас бев мало и невино дете. Што ли ти направил татко ми, мајка ми и воопшто целиот мој народ што проколна наша земја делина да биде, а јас во своја земја туѓинец да бидам? Си помнам ко вчера да беше. Мислата, мајко, за тебе никако не гинеше. Се родија внуци, прашуваат дали имат баба приказка да им каже, а јас им велев: скоро ќе те видат од далечна земја, нагости да дојдеш. На крај се сретнавме и не знаевме кои сме. Се прегрнавме, а солзите како камења се тркалаа на нашите рамиња, а јас, мила моја мајчице, ја барав твојата цврста и топла прегртка. Ти овој пат ме разбра и го направи тоа што долго го сакав. Но желбата за нашата земја остана неисполнета, остана само илузија. Судбино, ако постоиш, проклета да бидеш.
Европа, Канада, Америка, Австралија, лако и сложно крена македонците и ние право имаме слободно да живееме во земја наша такова мила Македонија. Вечерашниот наш термин ни дозволува последните минути да ги искористиме со една важна историска личност, а тоа е Благој Јанков Мучето, кој на 4. јули беше 1944 година во борба со бугарскиот окупатор во Струмица загина. Инаку, тој е роден на 3. јуни 1911 година, а загина, како што реков, на 4. јули 1944. Роден е во Струмица, во работничко семејство, а неговиот татко Минчо Коцев починал кога Благо имал 4 години, па мајка му Кумјанија, како вдовица со 2 деца, се омажила за Гоне Јанков, по кого Благој го добил презимето Јанков. По завршувањето на основното училиште, Мучето се запишал во Струмичката гимназија и како ученик често бил казнуван и парично, бидејќи зборувал на македонски во училиштето. По завршување на вториот клас го прекинал образованието и започнал да го изучува кројачкиот занает. Подоцна, не можејќи да најде работа во Струмица, заминал во Белград, каде се вработил кај модниот шивач за машка и женска облека Адолф Голгубер. Ден е работел, а ноќе и во слободно време читал социјалистичка и комунистичка литература, а со неговите активности стекнал доверба и станал синдикален активист. Посебно бил добар организатор на штрајкови излети, уживал голем углед меѓу македонците во Белград со идејата за слободна Македонија. Во своите говори на состаноците на синдикалните организации, Благој Јанков започнал се повеќе да се истакнува и затоа била забележан и од српската власт. Во Белград во синдикална акција на растурање летоци за прв пат бил уапсен во 1927 година како опасен антидржавен бунтовник. Во белградскиот затвор Главњача, каде минал 6 месеци, бил мачен и одвраќан од револуционерната дејност. По излегувањето од затворот, Мучето се вратил во Струмица, каде се ангажирал во организирањето на работниците и синдикатите. Наишол на добар одзив од кројачките работници, организирал успешен штрајк кој го предводел. Српската окупаторска полиција повторно го прогонувала, а тој повторно заминал во Белград, но овој пат како член на Комунистичката партија на Југославија во 1938 година и со големо штрајкувачко и синдикално искуство влегол во штрајкувачкиот одбор на Белград. Таму во една штрајкувачка демонстрација бил повторно уапсен од полицијата и затворен, а кога излегол од затворот станал член на Реонскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија на Белград. Со своето револуционерно дело се афирмирал како истакнат борец, поради што станал член на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија. Во тоа својство бил упатен за инструктор во Источна Македонија, а исто така станал и организатор на првите спротивставување на бугарската окупацијска власт во Струмица во 1941 година.
Мучето активно учествувал во подготовките за формирање на партиски организации за Радовиш, Берово и Валандово, но бугарската фашистичка полиција ја открила неговата дејност, која како илегалец најмногу ја извршувал во Штип и околината. Направил партиска база во селото Долани. При една провала полицијата извршила напад, тогаш со Мучето бил и Славчо Стојменовски, кој по престрелката со полицијата бил убиен, а Мучето бил ранет, но успел да се излече. Потоа работата ја продолжил во многу тешки услови, бидејќи бугарскиот воен суд го осудил на смрт во отсуство на и издал потерница за награда за него. Летото 1944 година бугарскиот окупатор го лоцирал неговото скривалиште во домот на Спиро Захов во Струмица, а потоа во нерамноправна борба на градските улици во родната Струмица херојски загинал Благој Јанков Мучето. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.